29 глава. Неговата вера. Секогаш се смеам кога некој ќе ми рече дека нема вера, бидејќи знам дека тоа најверојатно не е вистина. Секој живее по вера во одредена мера. Кога одиш на доктор, потребна ти е вера за да веруваш во неговата дијагноза. Кога фармацевтот ќе го земе твојот рецепт, ти имаш вера дека ќе го добиеш соодветниот лек. Кога јадеш во ресторан, веруваш дека луѓето кои те служат не ја загадиле ниту ја отруле храната. За некои ресторани е подобро повеќе вера отколку за други. Секој ден значи живот по вера до одредено ниво. Секој верува во нешто, според мерата на верата која Бог му е доделил секому. Римјаните 12 глава 3 стих. Ние избираме во што ќе веруваме. Некои луѓе избираат да веруваат во себе си, некои во владата, некои во злото, некои во науката, некои во весниците, некои во напорната работа, некои во други луѓе, а некои во Бог. Единствената личност која некогаш сум ја запознала, а која не веруваше во ништо, заврши во психијатриска болница, бидејќи тоа ја излудуваше. Верата е нешто без кое не можеме да живееме. Верата е нешто и без кое исто така не можеме да умреме. Нашата вера одредува што ќе се случи со нас откако ќе го напуштиме овој свет. Ако имаш вера во Исус, знаеш дека твојата вечна иднина е сигурна. Тоа е затоа што духот на оној кој го воскресна Исуса од мртвите ќе ги оживее и вашите смртни тела преку својот дух кој живее во вас. Римјаните 8 глава 11 стих. Со други зборови, ако истиот дух кој го воскресна Исус од мртвите живее во тебе, тој ќе те воскресне и тебе. Сигурноста во она што ќе ни се случи откако ќе умреме, во голема мера ќе влијае врз начинот на кој живееме денес. Сигурноста во нашата вечна иднина ни дава перспектива во нашиот живот во сегашноста, кој исто така ќе биде исполнет со сигурност. Еве една страшна мисла. Кога исцелуваше некои слепи луѓе, Исус рече: "Нека биде според вашата вера." Евангелие според Матеј, 9 глава, 29 стих. Нели тоа те предизвикува повторно да го процениш нивото на твојата вера во Бог? Добрата вест е тоа што ова значи дека имаме одреден степен на контрола врз својот живот и можеме до одредена мера да одредиме како ќе се одвиваат работите за нас. Нашите животи не мора да бидат препуштени на случајности, ниту пак мора да дозволиме да бидат носени од ветрот кој дува во моментот. Нашата вера ќе ни помогне да го одредиме резултатот. Сите ние имаме моменти на сомнежи. Дури и Исус се прашуваше зошто Бог го заборави. Не дека тој се сомневаше во постоењето на Бог или во неговата способност да дојде и да го спаси. Само не очекуваше да се чувствува заборавен. Понекогаш ние не се сомневаме во постоењето на Бог или дали може да ни помогне. Само се сомневаме дали тој сака веднаш да влие врз нашиот живот. Сигурно тој е премногу зафатен за мојот проблем, си мислиме, но тоа не е вистина. Дали твојот сопруг има моменти на сомневање? Ако има, твоите молитви за него да има вера која постојано ќе се зголемува, може да направат голема разлика во неговиот живот. Дури ако не го познава Господ, се уште можеш да се молиш верата да се зголемува во неговото срце и да очекуваш подобрување на нивото на мирот во него. Не постои ништо во животот на твојот сопруг што не може да биде освоено или врз кое не може позитивно да се влијае преку зголемена вера во Бог. Исус рече за оној кој има вера да верува во Него, дека од неговата внатрешност ќе потечат реки на жива вода. Евангелие според Јован, 7 глава, 38 стих. Тоа е сосема доволно за да го измие животот од болка, неволи, страв, тага, апатија, безнадежност,
неуспех и сомнежи. Ке се молиме? Молитва. Господе, се молам да му дадеш на името на сопругот поголема вера денес, зголемија неговата способност да верува во Тебе, во Твоето Слово, во Твоите ветувања, во Твојата волја и во Твојата сила. Во неговото срце стави копнеш да разговара со Тебе и да го слуша Твојот глас. Дај му разбирање за тоа што значи да ужива во Твоето присуство, а не само да бара работи. Нека Те бара Тебе, нека се потпира целосно на Тебе, нека биде воден од Тебе, нека Те слави Тебе на прво место и нека Те прославува со се што прави. Господе, Ти рече дека верата доаѓа од слушање, и тоа од слушање на Христовото Слово. Римјаните 10 глава 17 стих. Храни ја неговата душа со Твоето Слово, за да може неговата вера да порасне доволно голема, за да верува дека со Тебе се е можно. Евангелие според Матеј 19 глава 26 стих. Нека биде наполно уверен дека она што Ти си го ветил, тоа и ќе го сториш. Римјаните 4 глава 21 стих. Направи ја верата негов заштитник. Направи неговата вера да ги поместува планините во неговиот живот. Твоето Слово вели, праведникот ќе живее по вера. Римјаните 1 глава 17 стих. Се молам мојот сопруг да живее живот исполнет со вера, за кој Ти сите не повика. Нека знае со целосна сигурност колку е голема добрината Твоја, Господи, што си ја запазил за оние кои имаат страхопочит кон Тебе и што си ја приготвил за оние кои имаат верба во Тебе. Псалм 31, 19 стих. Моќни алатки. Нека бара со вера, без никакво сомнение, зашто оној кој се сомнева е сличен на морски бран, кого ветрот го крева и го тера. Таквиот човек нека не мисли дека ќе прими нешто од Господ, зашто човекот кој се двоуми е непостојан на сите своји патишта. Јаков 1 глава од 6 до 8 стих. Се што не е од вера, грев е. Римјаните 14 глава 23 стих. Ако имате вера колку синапово зрно, ќе и речете на оваа гора, премести се од тука таму, и ќе се премести. Ништо не ќе ви биде невозможно. Евангелие според Матеј 17 глава 20 стих. Со Христа сум распнат на крстот, и јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене, а животот што сега го живеам во телото, го живеам преку верата во Божиот Син, кој ме возлюби и се предаде себе си за мене. Галатите 2 глава 20 стих. И така, бидејќи сме оправдани преку вера, имаме мир со Бог преку нашиот Господ Исус Христос. Римјаните 5 глава 1 стих.